Зdravo, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. И овие видеа содржат содржини од книгите на авторката Шефали. Моментално јас прикажувам содржини од најновата книга на авторката Шефали, Родителска карта или Родителски водич се вика книгата. И значи наредната содржина за која што денес ќе зборувам во ова видео се вика Открите го вашето двојно јас. Значи тоа е че се дојдена сум до седмиот чекор. Седмиот чекор ќе биде прикажан преку две видеа, денешното и наредното видео. И во првото видео ќе објаснувам малку поопширно, во второто видео ќе биде доста подлабока содржината. И како и значи редовно Шефали си пишува стихови во својата книга пред секој чекор, така и денес би сакала да ви ги прочитам стиховите кои што се однесуваат на овој чекор. Како можам да се надевам дека ќе се поврзам со тебе, дете мое, кога сум целосно неповрзана со себе? Многу малку знам која сум. Едва ја разбирам собствената суштина. Но кога ќе ја вратам собствената автентичност, ќе можам да ја испочитувам твојата. И кога моите внатрешни рани ќе зацелат, ќе можам да се поврзам со тебе во целовитост. И ти тогаш ќе можеш да се зацелиш како што е потребно. А ова ќе може да се случи во самиот миг, кога ќе одлучам да си ја вратам собствената душа. Преубаво. Без разлика, дали сакаме или не сакаме ние како родители да се видиме себе си како психолошки суштества, нашата психологија длабоко не обликува, а најфундаменталната фаза од нашиот живот се разбира дека тоа е детството. И токму во таа фаза нашата психа не ваја најмногу. Иако по себе можеме да кажеме, само по себе психологијата представува една фасцинантна наука, иако за многумина може да не биде и така, Шефали значи сака да ни пренесе, во книгата пишува, ајде да започнеме од самото детство да објаснеме некои работи. Прво, детството е фазата каде што одреден настан во тој дел од нашиот живот може да предизвика трајни промени на личноста, значи на психата на личноста. И тој пресврт или тој белег или тој отпечаток ненадеен што се случува кај личноста може да влијае многу врз она што како одлука подоцна во својот живот ќе го донесе личноста, значи сите тие одлуки кои што ги носи во својот живот. Но исто така, овој период е период каде што ние почнуваме да се разбираме себе си, кои сме ние во животот. Значи, учиме се за себе, какви треба да бидеме, како спрема нас значи треба ние да бидеме во светот, како да се однесуваме спрема окружувањето, како окружувањето се однесува спрема нас и така натаму. Значи едноставно оваа фаза е најдлабоката фаза во нашиот живот. И уште една значајна работа е што тогаш ни се случува едно од најбитните работи во нашиот живот. А што е тоа? Тоа е нашата условеност. Значи, ние почнуваме да стануваме условени. Што значи тоа? Дека нашиот детски ум почнува да биде на некој начин одбележан или внесен во одредени верувања, во одредени идеи, преку нашите родители и
од страна на нашата култура, без наша свесна согласност и без наша свесна реализација. Ајде сега да го објасниме ова. Значи, прво, кога ние се раѓаме, ние сме психички неусловени. Значи, безусловно. Ние сме дојдени, безусловно сме дојдени ние во овој свет. Значи, празни сме од страна на родителите, од родителските идеи, од културните правила, од културните норми, вредности, верувања, традиции, значи се она кое што ни го наметнуваат родителите и културата. Ние сме во суштина најчистата манифестација на нашата психолошка суштина. Значи, ние сме сегашност до овој момент, па последниот, па потоа следниот, последниот момент и така натаму. Ние се појавуваме какви што сме, најубавата верзија, најубавиот израз на човековата душа. Значи, ние сме чисти во тој поглед. Но, се разбира, ние не сме целосно празни листови. Секој од нас доаѓа со уникатно влијание, со своја уникатна аура, имаме генетски, телесни предиспозиции, наследени и свој собствен емотивен темперамент, емотивен склоп, и тоа е непобитно. Значи, некој од нас, што значи тоа? Некој од нас се раѓаат покротки, поспокојни, помирни, а додека други пак се, значи, раѓаат многу погласни, многу поигриви, многу понемирни. И родителите често пати во тој контекст знаат да ни кажат: па ти беше таква уште откако те знам, уште од првиот ден. А тоа значи дека нашиот уникатен темперамент се појавува многу рано. И тој има тенденција да остава белег во секојдневното постоење. Меѓутоа, додека ние сме единствени по генетика, додека сме единствени по темперамент, сепак за нас, како мали деца, како мали човекови чувства, суштества, имаме една заедничка работа. Значи, тоа подразбира дека ја имаме сите истата внатрешна емоционална потреба или емоционална желба, а тоа е да бидеме видени, да бидеме потврдени за она што сме, значи ние да бидеме почестени, обележани како значајни од страна на другите, од страна на нашите родители, за она кое што навистина сме. Меѓутоа, Шефали што пишува во книгата, ова не треба да биде нашата судбина. Значи, во моментот кога ние ќе се сретнеме со возрастните личности од нашиот живот, односно нашите родители, ние почнуваме да се внесуваме во нивниот начин на постоење. Како? Почнуваме преку на некој начин да сме принудени ние исто да мислиме, да чувствуваме, да делуваме онака како, значи, тоа соодветствува на родителската реалност. Значи, ние не можеме како деца да ја разлистиме нашата природност, да се отвориме на собствените начини, за секој да може како дете тоа да го направи. Мора да биде испочитуван во својата автентичност, во своето детско битисување. И за да се случи тоа, прво треба родителите, значи потребно е родителите и тие да бидат испочитувани во својата автентичност. Што значи тоа? Што подразбира тоа? Тоа подразбира родителите да бидат подредени на своето детско постоење. Меѓутоа, за жал, многу голем број од нас, како родители, ние не сме доволно освестени да можеме да делуваме постојано, значи континуирано да делуваме во свесна насока, и наместо тоа дозволуваме децата да растат значи да растат нивната животна вистина во сосема друга насока. Значи, подигнуваме
деца кои што се условени од верувањата и од очекувањата на родителите. И ова е денешниот статус на родителствувањето од страна на родителите. Значи, родителите, каде што во својот процес на воспитување, во својот процес на родителствување, и како тој е, значи, обременет со преку желбите, преку очекувањата, преку фантазите, уште од самиот почеток на доаѓање на детето. До толку сме несвесни што веруваме сега дека тоа е нашата мисија. Значи, тоа е најзначајното нешто во за самата родителска улога. И Шеф Али пишува во книгата, сетете се, родители, на разговорите кои што ние ги водиме со другите родители, како сонуваме за ова, за нашите деца, со нашите деца, за нивните иднина, за нашите планови со нив и така натаму. Значи, веруваме дека ние тука сме да ги обликуваме децата по нашиот план. Значи, првиот чекор е ние да го одредиме животот на нашите деца. Но проблемот во суштина кој е? Проблемот е во она што тие се, на вистина, потполно се разликува од она што ние мислиме дека треба да биде за нив. Значи, на овој начин условите за разделување помеѓу нас и помеѓу нашите деца и како започнуваат да се воспоставуваат уште од најраната возраст. Значи, оваа состојба во која што ние влегуваме за да ги воспитаме децата, најчесто нема никаква врска со природната состојба на детето, а многу голема врска има со нашите желби, со нашите надежи, со нашите проекции. Дури пред децата да излезат од утробата на родителот, значи се е однапред отврдено преку семејните традиции, преку религијата, какви ќе бидат спрема полот и така натаму. Значи сега некои родители ќе кажат, се разбира дека моите родители тоа го направиле кога немале избори, тоа го прави секој родител. Меѓутоа Шеф Али во својата книга и како го демантира ова. Значи, пишува во книгата, вели, родители, ние и како имаме избор. Секогаш имаме избор. Како да ги воспитуваме нашите деца. Значи, можеме да одбериме, значи, да направиме избор, дали ние се уште сакаме да ги следиме начините, постоечките начини по кои што, значи, ги воспитуваме децата, да ги следиме начините кои што подразбираат слепо да ги водиме децата, по постојните традиционални начини на воспитување кои што содржат, значи, огромен степен на несвесност, или пак да и одбереме сосем друг начин на родителствување кој што нас ќе не ослободи од минатото и кој што ние преку кој што ќе се осмелиме да се контурираме први самите себе си во процесот на воспитување спрема сегашниот момент. Значи, родителот кој што го избира вториот пат, вели, тој одбира да каже, јас избирам да го воспитувам моето дете без културните наметнувања и слепите верувања, значи затоа што избирам свесно да се поврзам прво со моето дете, за да разберам каков е неговиот темперамент, пред да почнам да направам избор, каков план ќе поставам или кои одлуки ќе ги доносам за било кој аспект од животот на моето дете. Значи, затоа вели дека свесните родители, тие од почеток се свесни за подсвесните рецепти кои што им се наметнати на родителите, или така како што вели, на кои што родителите, огромен број на родители пред време се претплатуваат и ги користат како едно правило по кој што ќе ги воспитуваат своите деца со цел да можат многу полесно да имаат контрола врз своите деца. И денес дури има едно такво мислење да се пркоси на родителската догма е незамисливо и дека се смета за богохулно често пати. Но
кога се родителствува по овој трг, нивната љубов, родителската љубов, со таа љубов, треба да разбереме дека доаѓаат многу јасни услови, многу јасни условености. Што подразбира тоа? Или следи го мојот пат, следи ја мојата волја, или соочи се со моето отфрлање. Значи, и така децата тие, уште од најмала возраст, се учат од првиот момент да направат се што е во нивна моќ, само за да ги избегнат болните последици од тоа да ја изгубат љубовта од своите родители. Меѓутоа, шефали, ова не го зборува за да им наметне вина, да направи некој виновен. Во овој процес таа вели, на вистина нема некој кој што е виновен, затоа што, за она што се случило претходно, затоа што и нашите родители биле во тоа време жртви со слична судбина. Значи, тие исто поминале низ процесот на одземање на нивното вистинско јас во нивното детство. Меѓутоа, зошто ова го зборува шефали? За да се освестиме ние доброволно, сами родителите, дека доколку останеме во традиционалната парадигма, се одново и одново ќе се врти тркалото на несвесност. Со тоа се зголемува само несвесноста. И што се случува? Се запечатува судбината на секоја наредна генерација. Одново и одново. Болката на неизлечената емоционална шема или емоционални образци, како бранови, тие ќе се движат низ океанот на човештвото. Земајќи огромен број на луѓе, на родители, долу, носејќи во длабочините на страшната емоционална реактивност и исклученост, наместо да решиме да се вивниме нагоре во родителствување, кој што ќе биде исполнето со духовна трансформација наша и поврзаност со нашите деца во процесот на родителствување. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.